Законот за управување со електрична електронска опрема и отпадна електрична електронска опрема е донесен во јануари 2013 година. Една година период, а почна да се применува од јануари 2014 година, што значи дека една година период беше да се адаптираат сите засегнати страни во однос на овој закон. Некои од обврските, значи, течат веќе од јануари 2014, одредени започнуваат да течат од јануари 2015 година и понатаму има одредени обврски согласно со овој закон кои што се предвидени за наредните години, како што е 2016-2017 година. Овој период на адаптирање на засегнатите страни, како што реков, пред се однесува на производителите. Согласно со овој закон, производители се сите оние кои што пуштаат на пазарот на Република Македонија електрична електронска опрема. Повеќето од нив, 95% се увозници, затоа што оваа опрема се увезува, меѓутоа и мал дел имаме и производители кои што ги произведуваат овде во Република Македонија и ги пуштаат на пазарот. Значи, едно од главните начела на овој закон е одговорност на производителот, што значи оној што го пушта на пазарот производот има обврска да се грижи за него и кога истиот ќе стане отпад. Мислам дека за македонската бизнес заедница овој закон не е нов, затоа што принципот на одговорност на производителот веќе го применуваат со законот за управување со пакување и отпадни и законот за батерии, акумулатори и отпадни батерии и акумулатори. Секако овој закон дава обврски не само за производителите, туку дел од нив се однесува и за граѓаните, и за крајните корисници, и за поседувачите на ваков вид на отпад, и секако на локалната самоуправа, односно на општините. Врската на производителите е за овој период што е даден како период на адаптирање на правните лица да се организираат во или колективни постапувачи или да се регистрираат, односно да достават барање за добивање на дозвола за самостоен постапувач. До крајот на годинава потребно е производителите, значи оние кои што пуштаат на пазарот во Република Македонија да се здружат да формираат колективни постапувачи или самостојно да постапуваат. Они треба да подготват соодветна програма како тоа ќе го постапат, како ќе ги формираат собирните центри, треба да подпишат договори со комуналните предпријатија, затоа што тие се пак одговорни за собирање на овој тип на отпад од граѓаните. Меѓутоа ви имате тука и компании, сите правни лица генерираат ваков тип на отпад, кои повеќе, кои помалку, стари компјутери, принтери и така натаму. Значи тоа е обврската на производителите. Треба да го организираат системот, во тој систем влегуваат средствата кои што се пропишани со закон и кога ќе се направи еден соодветен буџет, тие ќе го инвестираат повторно во овој систем. Ќе се плаќаат собирачи на тој отпад, значи собирачите мора да бидат лиценцирани, значи да поседуваат дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање за собирање и транспорт на отпад. Потоа треба да биде предаден кај рециклатори, значи оние популарно наречени отпади, ние што ги викаме, што и досега сме можеле да се ослободиме, меѓутоа тие треба да се лиценцирани, значи согласно со законот да ги исполнуваат минимално техничките услови и само тие можат да бидат, значи, официјално дел од овој систем на колективно постапување. Законот препознава или регулира 10 категории на електрични електронски уреди, поделени се големи куќни апарати, мали куќни апарати, алат, медицинска опрема, расвета и така натаму. Те се категории, меѓутоа е донесен и правилник. Во овој правилник подетално се овие сите 10 категории расчленети по однос на се она што може да се пушти и што се пушта или би можело да се пушти на пазарот во Република Македонија. Може би постојат и некои уреди кои во правилникот ги има, а се уште ги нема во Република Македонија, меѓутоа тоа е согласно со Европската унија хармонизира. Граѓаните секако неколку пати сме напоменале, уште со законот за управување со отпадот, рамковниот закон за управување со отпад, децидно е кажано дека овој тип на отпад не смее да се отстранува како комунален отпад. Граѓаните треба да го селектираат и посебно да се ослободуваат од него. Дали на локалниот отпад кој што се наоѓа во близина ќе го однесат или ќе го дадат на неформалните собирачи или ќе се обратат едноставно до општината, затоа што обврски на општината се да ги постават овие собирни центри, за да можат граѓаните бесплатно да се ослободат од ваквиот тип на отпад. Податоците со кои располага Сдруженијето за метална и електроиндустрија во делот на увозот на овие 10 типа на производи кои се офатени со овој закон.
На годишно ниво се увезуваат од прилика 33.000 тони електрична опрема и околу 5.000 тона компјутерска, електронска и оптичка опрема. Над 50 тие 10 производи, од овие 33.000 кои се увезуваат, 20.000 отпаѓаат на тие производи што се офатени 10 со овој закон, што мора да се справуваат со отпад. Да кажам дека 50% од овие 20.000, околу 10.000 тона 10.000 тона производи отпаѓаат на големите и малите кукни апарати, домашни апарати, останати од дел се на останатите 8 типа на производи. Имаме остварување на еден мал дел на производство на домашно ниво, само тие не се споредуваат со статистичките податоци од увозот, бидејќи овдека статистика производите ги дава во парчиња и сега не знам што би значило тоа во тенжина, например 1200 комбинирани парчиња фрижидери, па имаме садови, витрини за индустријско ладење, а и за домакинствата, затоа тие овие податоци не се споредливи.